Добро вечер на сите присутни. Они што се вклучија подоцна, вие сте на отворените фейт денови онлайн. Денеска, вториот ден од деновите, можете да ги проследите студиските програми, потоа презентација на студиските проекти, неколку популарни предавања и последната активност за денеска, последна меѓутоа не е воопшто неважна, тоа е мојата фейт приказна. Студиските програми ги создаваат студентите, преку студиските проекти тие се печалат, се калат и на крај излегуваат нашите драги инженери, кои што вечера ќе ја споделат својата фейт приказна со нас. Пред да започнеме со разговорот, би сакал да погледаме две видео снимки од наши колешки кои беа спречени да присуствуваат онлайн во настанот, меѓутоа ни пратија своји видеа, па сега ќе ги погледаме. Здраво сегашни и идни колеги, јас сум Драгана Крстевска, дипломиран електроинженер на насоката електроенергетика, управување и менеджмент, моментално на магистерски студии на насоката електроенергетика, исто така на ФЕЙТ. Работам овде во Прима инженеринг, која што е една од водечките компании за професионални проектантски и консултантски услуги во Македонија, како електроинженер проектант. ФЕЙТ го избрав поради префиксот најдобар, заради тоа што е најдобриот факултет во Македонија, на кој што имате шанса да учите од најдобрите професори, да се дружите со најдобрите, да ги надградите своите знаења и себе си како личност, за на крај од ФЕЙТ да слезете како најдобри. 4 години кои што ги поминав на ФЕЙТ беа едни од најдобрите во мојот живот. Имаше многу дружби, многу учење, многу непроспани ноќи, учество на различни конференции и секако соработка со професорите и со колегите. Професорите беа буквално секогаш отворени за консултации, комуникација и соработка, подготвени да ги разработуваат нашите идеи и да ни помогнат во било која сфера на нашето професионално работење. Кога сме кај професионалното работење, ФЕЙТ ми помогна многу тука, бидејќи професорите никогаш знаењето не го пренесуваат чисто теоретски, секогаш се трудат да го поврзат со некој практичен проблем, па така сега ми е многу полесно кога се соочувам со истите. Порака до идните ФЕЙТ студенти од мене да бидете своји, да бидете креативни и многу трудолюбиви, бидејќи кога се сака се може, а верувајте ми дека ФЕЙТ се сака од цело срце. Поздрав! Здраво идни електроинженери, јас сум Ива Матич и бев на факултетот за електротехника и информацијски технологии од 2007 до 2011 година. Подоцна исто така се стекнав и со магистерскијата титула во текот на следните години. Моментално работам како пилот, бев пилот во армијата на Република Македонија, летав на хеликоптерите што на армијата на Република Македонија. Сега сум на обука за комерцијални авиони и во иднина ќе летам за една компанија која што е добро позната на македонската јавност. Сакам да ви кажам, ова е малце поинаква професија секако од електроинженерството, меѓутоа со тоа што се запишав на факултетот за електротехника и информацијски технологии ми помогна многу од технички аспект, бидејќи сето тоа што го учев на одека и во текот на моите години без проблем го разбирав од системите до електричните кола и до целиот начин како еден авион лета. Зошто го одбрав овој факултет? Па затоа што секој ме привлекувале техничките науки, математиката и физиката ми беа омилени во средно и моја факултет за електротехника и информацијски технологии е моја втора љубов и секој ќе остане таква. Студиите таму и асистентите и професорите кои што ги имавме и сега ги има се прилично квалитетни и секогаш се беа и се, мислам дека се уште за нас студентите таму и да ни помогнат и да ни се најдат и да ни објаснат на пристапен и едноставен начин. И сакам да кажам дека воедно не само учењето и колегите и пријателите што ги стекнав во текот на моите студии, се уште ги имам до ден денеска и се едни од најквалитетните, мислам, пријателства и воедно и како една мала фамилија излеговме сите од таму. Сакам да ви кажам дека ако го изберете факултетот за електротехника и информацијски технологии, нема да погрешите, затоа што е еден од поквалитетните во Македонија и во регионот и секаде има примена, како во Македонија, така и надвор, како и во полството, така и во било која добра професија. И не се двумете. Јас не се двумев. Само единствената двојба ми беше
завршил во тоа, која насока да одберам, а секако знаев дека тоа ќе биде фејт. Голем поздрав од Шпанија. Чао! Тоа беа нашите колешки, почитуваните Драгана Крстевска и Ива Матич, кои што ни пратија видео. Мојата фејт приказна, нивната фејт приказна завршува многу интересно. Ова покажува широчината која што го дава студирањето на нашиот факултет, за да утре, како завршени инженери, се снајдеме во било која бранша, област и да сме успешни во тоа. А вечерва ќе имаме задоволство да разговараме со десетина наши драги колешки и колеги, кои што по успешното завршување на студиите го продолжуваат својот работен живот, кариера во сферата за која се одлучиле. При тоа на факултетот наш постои алумни здружение, кое што членуваат преку 2000 луѓе. Ние се одлучивме за овој настан за отворените денови да поканиме наши колеги кои што се дошта брзо студирани, тоест доста брзо дипломирале и се многу близко до по години до генерациите кои што очекуваме дека ќе се запишат во октомври месец нашиот факултет. Но да не должам многу, ја поканувам Катерина Билбиловска да ни се обрати. Здраво од мене. Јас сум Катерина Билбиловска. Повели. Дипломиран инженер од насоката електроенергетски системи. Моите студии, студирањето на фејт го започнав во 2015 година, дипломира во 2019 година. Веднаш по дипломирањето продолжив на магистерски студии исто така на фејт, на насоката електроенергетски системи. И во моментов работам на завршниот дел од магистерските студии, тоа е мојата магистерската тема. Во моментов исто така работам како стручен соработник во Министерството за економија, односно секторот за енергетика, стручен соработник за прашања кои што се поврзани со обновливите извори и енергетска ефикасност. Да продолжам нешто друго или накратко за вовете доволно? Слободно продолжете, инаку да објасниме принципот. Им доставивме прашања на нашите колеги во интерес на времето. Прашањата беа многу кратки и едноставни. Нивно кратко представување, зошто го одбрале фејт за студирање, како поминале на фејт во текот на студиите, колку им помогнало студирањето и воопшто фејт во секојдневното работење и животот, и една порака за студентите. Па повели, Катерина. Добро, значи кога го избирав факултетот, знаев дека сакам тоа да биде нешто поврзано со математика и физика, затоа што тоа ми беа едни од омилените предмети во средна школа. Значи, факултетот за електротехника и информациски технологии го пронајдов она што баш и го замислував, затоа што сакав да најдам некоја практична примена на математика и физика и мислам дека не погрешив. Значи, 4 поминати години на фејт навистина се можам да кажам дека се едни од најубавите години во мојот живот. Мислам, имаше и напорни моменти затоа што сепак треба да се посвети време и да се совлада материјата, но сепак запознав многу нови колеги и колешки од најразлични краеви на нашата земја, па така да сметам дека навистина се постави еден баланс помеѓу учењето и дружењето. Во текот на моето образование, значи, имав можност не само класично да биде посетување на настава и монотоно, секако имав можност да бидам и демонстратор по предметите физика 1 и физика 2 во 3-та година. Исто така како позначајно нешто кое што бих сакала да го споменаме, тоа што со група на студенти учествувавме со истражувачки проект, изработивме наш проект и учествувавме на меѓународен надпревар во Турција, каде што исто така успеавме да земеме награда за најдобар симулацијски проект. Значи, наивните студенти, прво би им препорачала да добро размислат што е она што сакаат да го работат во нивниот живот. Затоа се и овие отворени денови, да видат, да слушнат што тука се изучува, што се работи кај нас и дали прво би се пронашле во оваа област.
доколку имаат дилема, доколку сметаат дека можеби ја сакаат ова област, но сметаат дека не би се снашле добро. Ако има некои сомнежи, сметам дека треба да ги отфрлат сите тие сомнежи, затоа што прво факултетот е добро структуриран, друго имаме многу добар професорски кадар, сите се отворени секогаш за консултации и расположени да им помогнат на сите студенти, па сметам дека со добар труд дека ќе постигнат до посакуваните цели и дека тоа ќе им биде една добра одлука во животот. Катерина, ти благодарам на твоето обраќање. Многу успех во понатамошната кариера и Фейт алумни ве очекува во идните активности. Следен го поканувам Никола Буџаковски да не се обрати. Никола, повели, твој е подиумот. Здраво на сите, се надевам дека се слушаме добро. Моето име е Никола Буџаковски и јас се запишав на Факултетот за електротехника и информацијски технологии во 2014 година. Дипломирав во 2018 година, студирав на катедрата за компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика и веднаш по моето дипломирање заминав на пракса во Германија, а после извршената пракса, значи 3-месечна пракса во близина на Франкфурт, се запишав на факултетот, на техничкиот факултет во Минхен, каде што студирам на катедрата за биомедицинско програмирање и насоката тука повторно ми е роботика во медицината. Кога би ме прашале зошто го одбрав Фейт, би кажал дека едноставно самата реченица дека Фейт е најтежок факултет од сите беше на некој начин предизвикувачка, а како млада особа, тогаш на само 18 години, сакав да имам еден таков предизвик. Исто така голема улога во мојот избор одигра фактот дека техничките факултети ги отвораат вратите за пласман на нашиот труд, капацитет и знаење надвор од границите на оваа држава, односно надвор од Македонија, и едноставно да соработувате и да работите со научници од светот и можеби еден ден да станете големо име во тие научни кругови е навистина голем предизвик и тоа ви го возможува овој технички факултет, така што од друга страна сиот прогрес кој се случува во светот се должи токму на експериментални идеи на студенти кои доживеале соодветна реализација, така што фактот дека технологијата ни го леснува секојдневниот живот и не носи кон една подобра иднина беше токму причината зошто го одбрав факултетот како мој избор. Понатаму, зошто катедрата за компјутерско системско инженерство и автоматика и роботика? Да бидем искрен, во тој момент претпоставам како и многу студенти кои што се вклучени овде и јас самиот не знаев, сакав да учам нешто што е поврзано со применета математика, значи не сакав да биде теоретска математика и тогаш за прв пат се запознав со зборот автоматика и немав кого да прашам, па отворив на интернет, пребарав и видов што всушност тоа подразбира и навистина тоа ми многу ми помогна, така што секој еден студент кој што не слуша во моментов би му препорачал да го направи истото, значи да ги прочита сите препораки кои што ги нуди факултетот, но исто и да направи мало истражување настрана, постојат многу видеа на социјалните мрежи, исто така и на YouTube, каде што можат навистина да видат што точно представува самата насока, бидејќи понекогаш од текст е навистина тешко да се определи. Така што видов дека автоматиката во комбинација со роботиката дава слика за нешто футуристичко и затоа одбрав насока која што на некој начин е просперитетна, дава можност да се учи нешто што е неизоставен дел од иднината и отвора можност за работа во повеќе области. Сега кога ќе се вратам вака наназад, многу сум благодарен за тоа мало истражување што ме однесе во вистинската насока. Што се однесува до самото студирање, во текот на тие 4 години научивме доста работи, пред се научивме како да веруваме во себе си и едно најважно нешто, мислам дека тоа е нешто што сите треба да го сватат, значи факултетот нема да ве научи да ги решите сите проблеми во животот, бидејќи ќе наидувате постојано на нови и нови проблеми, но ќе ве научи како да се справувате со она што е ново и непознато и токму во тие 4 години, значи ни сите поминати курсеви, ни сите поминати збирки, ни сите поминати испити, ние научивме како да се соочуваме со она што претходно не сме го знаеле. На студентите на Фейт би им препорачал да не се плашат од предизвици, да се фокусираат кон својата цел и едноставно да се држат до својата патека, односно до она што го замислиле, да бидат храбри и да го кажат секогаш она што го мислат, она што мислат дека е точно и исправно,
да не одбираат линијата на помал отпор, од огромниот труд кој што ќе го вложат сега, секогаш ќе резултира со награда, да не се сомневаат, она што не се постигнува со малку работа, значи на некои студенти му треба помалку работа, на некои повеќе, но навистина Фейт бара подготвеност, истрајност и континуираност. Може би неколку пати ќе подзастанат до својата цел, но важно е да не се откажат. Да не го губат собственото време на калкулации, да се посветат на материјалот и мислам дека секој еден студент, значи иден студент има се она што е потребно и секогаш јас велам во приказната 10% талент и 90% работа има многу вистина, така што Фейт ви дава огромни можности, не само како парче информација на вашето CV, туку на вистина да ги искористат овие 4 години, да го соберат знаењето и искуството. Понекогаш ќе ви фали сон и ќе се прашувате кое кафе ви е денеска, ќе ви се затвараат очите и ќе бидете на работно откажување, но секогаш поместувајте ги вашите граници на издржливоста, прашувајте, значи нема глупави прашања, прашувајте ги вашите колеги, професорите, асистентите, едноставно прашувајте. Има милион материјали, книги, збирки, совети од постари колеги и во животот е навистина најважно да имате вистинската информација и уште нешто, јас тоа секогаш го велам, не е срамота да не знаеш, срамота е да не научиш. Ова го зборувам како студент кој што беше демонстратор на помлади студенти и ги знам нивните сомнежи, така што навистина не е срамота. Во животот никогаш нема да знаете се, но важно е на крајот на денот да научите. Тоа е од мене, па ако има дополнителни прашања, ќе дискутираме дополнително. Никола, ти благодарам за вака убавото елаборирање, ова беше повеќе од добра приказна. Инаку кафето ќе не пати цел живот. Тука и моето. Тука и моето. На здравје, дека ние се убава голтка на наше кафе. Следен го поканувам нашиот почитуван колега Бојан Матовски. Бојан, добро вечер. Здраво, се слушаме добро? Да, одлично е. Повели со твојата Фейт приказна. Добро, доста инспиративни муабети, доста од пораките кои што си ги спремивме, ги собравте, така да вие што следите, пазете, изгубите инспиративни пораки до крајот. Шала на страна, значи јас сум Бојан, дипломирав на Фейт во 2015 година, на смерот компјутерско системско инженерство и автоматика. Тогаш немаше роботика уште. Имаше роботика, но не во името. Што би кажал, би рекол прво зошто го одбрав Фейт. Го одбрав Фейт пошто беше, особено тогаш кога немаше конкуренција од Финки, нели? Беше најдобриот инженерски факултет и се уште сметам дека е, само не смеам да зборам на глас против Финки, нели? Меѓутоа, кој смер го одбрав и зошто конкретно компјутерско системско инженерство беше пошто во најголема мера пошто беше кул, што беше интересно. И после, нели, како проаѓа време, почнуваш да разбираш кои се стварите позади роботиката, дека не е се, нели, дизајнирање на некои паметни системи кои што се паметни пошто така решиле, туку дека, како што кажа и другите колеги, има потреба од многу голем труд за целото нешто да работи и многу голема истреност. Меѓутоа, тоа е труд и истреност која што на крај се исплати. Моментално работам во Скопје, во израелски стартап, водиме, имаме компанија за медицинско инженерство, поточно развиваме систем за навигација во операции на кичма доминантно, меѓутоа општо за цел рбет. И идејата на навигацијата е дека станува збор за многу специфична работа во која што не треба да има воопшто грешки, а се уште со најдобрите хирурзи во светот се појавуваат доста често проблеми, се прават од поретко од многу сериозни проблеми како штета на рбетниот мозок до почести проблеми како приставање на импланти, пукање на коски и такви некои проблематични ствари. И сега ние развиваме систем кој што ќе им асистира на хирурзите да ја минимизира таа грешка. Значи, работата доминантно се работи тука во Скопје, тука е тимот за развој и за истражување.
Мал тим сме од 7 души и постоиме веќе 2 години, меѓутоа има доста прогрес. Во моментов пробуваме да добиеме одобрување од FDA, Food and Drug Administration, значи Америчката комисија за медицински уреди и медицински ствари. Потоа ќе го направиме истото нешто со Европската комисија, CE, и кога ќе завршиме со таа фаза, очекуваме да излеземе на пазар со финален продукт. Значи, студиите на ФЕЙТ, искрено на мене како ми помина, ја не сум од десеткашите, не сум човек кој што е фокусиран на една работа и ја прави најдобро што може, туку повеќе сум човек кој што сака многу работи паралелно да почне и на крај голем дел од нив страдаат. Така да е една инспиративна порака и за таквите како мене што се малку прокрастинатори, што повеќе сакаат да читаат за ствари што ги интересираат, отколку за стварите кои што се бараат од нив. Значи, внимавајте, не го правете тоа, премногу мора да се заврши факултет во секој случај, ама има придобивки од нели да си го отвориш умот и да гледаш што е можно повеќе ствари. Така ми пројде на мене ФЕЙТ, окей, просеќам, не сум ужасен, се разбереме, али не сум ни од најдобрите. Меѓутоа, искрено мислам дека тој начин на студирање, тој начин на учење работи со цел да се научи сршта на проблемот и сршта на тоа што сакаме да го решиме у моментот, мене лично многу ми помогна понатаму. Значи, краткорочно беше лошо, али долгорочно мислам дека и не е така лошо. Главната работа што ја сфатив е дека да ја завршив на КСИА, да речеме, а сега во голема мера се занимаваме со процесирање на 3D објекти од 3D камери од компјутерска томографија. Меѓутоа, интересното е дека истата линарна алгебра што управува зглоб на роботска рака, ја применуваме и тука за да направиме трансформација на 3D објект. Истата таа се користи кај трансформација и филтрирање на 2D слики или на аудио файл и на каков и да е сигнал. И имаме кај конволуцијски невронски мрежи. Long story short, ако се научи добро основата, после може секаде да се примени. И така од, например, дипломската што ми беше управување на роботска рака, сега немам проблем тоа знаење да го генерализирам во обработка на 3D облаци со точки. Искрен да видам, ја мислев дека во друга насока ќе идат овие панел дискусии, па сакав малце да презентирам нешто од тоа што го работиме и каде конкретно се користи, да речеме, таа линарна алгебра, таа математика, меѓутоа ако сме кнап со време, ако има уште доста луѓе кои што мене. Повели, ова е неформална дискусија, така да трпи промени, а посебно промени од ваков интересен вид, слободно сподели. За тоа сум дојден у канцеларија, за да направам мала, кратка демонстрација. Ако почнем да забрегувам, прекинете ми. Презентацијата ќе иде на друг екран, што од телефон сум тука. Надевам дека се гледа, така да? Да, окей. Ова ни е сега софтверот кој што го разбиваме. И прво нешто што правиме е одбираме компјутерска томографија. Значи, пациентот мора да помине низ ваков КТ скен. Бидејќи главната придобивка на нашиот систем наспроти други вакви системи е дека ние имаме 3D камера која што користиме, која што не може да види внатре во телото што се случува. Значи, со други зборови, оваа цела површина тука што го викаме спинално тело, не е достапна ниту за камерата, ниту за хирургот, кога операцијата се одвива од озгора, од спиналните процеси што се наоѓаат тука. Хирургот што прави во еден ваков софтвер? Најчесто операција на повреди на пршлени е кога се додаваат импланти, односно ако има дискус хернија, пациентот сериозна или некакво друго оштетување на пршлените или која и да е од деформитетите на рбет, као лордоза, сколиоза и така натаму, често се ставаат штрафови со цел да
се стават штрапови во повеќе прштени, еве на пример во L4 во L5 прштенот, и понатаму тие штрапови да се фиксираат со она што го викаме на англиски родови, на македонски би било нешто како цевчиња метални кои што ги врзуваат овие линијата што се врвовите на штрафовите. И сега одма може тука се види која е придобивката прво на навигацијски систем. Значи ако хирургот наместо тука го стави штрафот тука, очигледен е нели проблемот. Тука поминува рбетниот мозок. Меѓутоа тоа не го прават бидејќи се внимателни и почесто за да се обидат да не го направат тоа, се случува следниот проблем во кој што пршленот или е на штрафот или е на работ на пршленот или целосно избива и тоа нели пука коската и настануваат големи болки и така натаму. Сега овој дел од софтверот до сега што покажував е токму оној на кој што ако вакво нешто сака некој да прави треба на финки. Ова не е инженерско, односно не инженерство е пак, меѓутоа е повеќе визуализација, работа со бази на податоци, не е толку математички захтевно. Значи наредниот дел има тоа и кај нас на електро. Не е само на финки, али продолжи полит. Јас сум профет во секој случај, така да Не, јас сум реален. Сакам да кажам дека сакам да кажам дека ако е нели по-класично програмирање, ја го гледам повеќе како финки работа. По-математичко инженерско програмирање, тоа го гледам повеќе како електроработа. Тоа е мојата дистинкција и голема тема за друг пат претпоставам. Другите работи кои што ги гледаме тука се оние кои што се математички позахтевни. Значи имаме процес на калибрација во кој што е потребно инструментот кој што го користи хирургот да и кој што се следи од 3D камерата за кој што пред малку зборував, да биде мапиран на некој начин. Имаме дадени маркери кои што ги прикачуваме на самиот инструмент, меѓутоа во суштина ние сакаме врвот на инструментот да го следиме, бидејќи тоа е делот каде што влегува инструментот во телото, во прштените. Таа врска ја добиваме преку калибрација. Процесот на регистрација е процес во кој што овие 3D објекти кои што ги гледавме до сега ги врзуваме со 3D објектите кои што добиваат од 3D камерата. Фактички го земаме овој пршлен од светот на компјутерска томографија и го носиме во светот на 3D камерата, на правото место. За кога ќе се појави хирургот понатаму со инструмент, да може нели виртуелно да се прикаже на правата позиција во однос на компјутерската томографија. Ова е по дефиниција употреба на линеарна алгебра, бидејќи трансформации се точно тоа нешто кое што ќе не донесат од тука до светот на камерата. Навигација е моментот во кој што после оваа регистрација, кога се врзани компјутерска томографија и 3D камерата, можеме да го следиме и самиот рбет и самите прштени како се движат и трансформираат и инструментот со кој што хирургот сака да стигне до предходно испланираната позиција. Значи, ова се штрафовите кои што рекол, да, тука е фино да ги ставам јас штрафовите. И потоа кога ќе го испланира тоа, во навигација треба да стигне до таа позиција. Моментално сме во првата верзија на софтверот, имаме веќе план за втора, трета, четврта верзија во кој што ќе вклучиме и embedded платформа, на која што со LED ќе прикажуваме како васервага, како бегаш од оптималната позиција на штрафот, така ќе се прават различни ледови и ќе знае хирургот дури без да гледа у екранот, бидејќи тоа embedded уредче ќе биде прикачено на инструментот, колку бега од оптималната позиција. Понатаму сакаме да воведеме и роботика, сакаме да може роботска рака, да бидејќи колку и да е стабилен хирургот, роботска рака ќе биде постабилна, не интелигентна, бидејќи мислам дека тоа ќе биде многу тешко да пројде и за FDA и хирурзите нема да сакат, пошто тоа е замена на хирург, нели? Повеќе за рачно управуван робот, меѓутоа нели стабилен и фиксен и точно дадена позиција да може да влезе. И сакаме компјутерската томографија да замениме со магнетна резонанца, бидејќи во магнетна резонанца нема зрачење, а тоа и не е идејата да намалиме зрачење, затоа имаме и 3D камера, за разлика од нашите конкуренти кои што имаат постојано зрачење со
еден инструмент што се вика C-arm, во кој што се прават цело време снимки со X-раци од пациентот. И вештачка интелигенција. Тоа е новото нешто кое што сите движиме. Бојан, браво. Во моментов. Браво, Бојан, чиста десетка. Фала и ја користам прилика ја користам прилика да те поканам на нашите редовни дружби на FET алумни, каде што би сакал подетално да ни го презентираш софтверот, кој што верувам дека ќе пројави интерес, како што и во моментов пројави. Ова е доста интересна тема и прави поврзување на повеќе дисциплини. Да. Ти посакувам многу успех во твојата понатамошна работа. Ние сме FET алумни приказна. До сега помина неколку наши колеги. Приказна што е? Приказна е картокраска за личности, настани кои се пренесуваат колено на колено. 62 години веќе се пренесуваат електроприказните, а вечерва со нас ги споделуваат неколку наши колеги и колешки, па би преминале понатаму со Наде Коцаре. Добро вечер, Наде. Здраво. Повели подиумот е твој. Јас сум Наде Коцаре и завршив на FET во 2012 година на смерот електроенергетски системи. По завршувањето се запишав на постдипломски студии во Словенија, во Љубљана. И откако магистрирав се вратив во Македонија, од 2015 сум вработена во ИВА на Македонија во оделот високонапонски постројки како проект менаџер. Таму сум задолжена за реконструкции и изградба на нови трафостаници на високонапонско ниво, односно 35 и 110 киловолти. За разлика од колегите претходно што кажа, јас завршив на општествен смер и цело време бев сетирана да се запишам на економски факултет. Меѓутоа нешто ме тераше да одам да се посветам на електротехниката и воопшто не сгрешив за таа одлука. FET за мене беше првично предизвик. Кога се запишав на факултет во 2012 година, се уште смеровите од електроенергетиката беа табу тема, посебно за девојчиња. А јас го одбрав и се решив за смерот електроенергетски системи. Во тоа време, верувам дека и сега, бевме таков компактен смер кој функционираше безпрекорно, од професори до асистенти до колеги со кои што ден денес комуницирам и бескрајно сум им благодарна за све што ме научија, ме научија на тоа логично размислување, критичко размислување и најважното од све што ден денес ми користи е како да најдеш одговор на проблемите со кои што се наоѓаш секојдневно. Сега зашто FET, можам да направам споредба помеѓу студирањето на FET и студирањето во Словенија, бидејќи имам таа можност да ја направам и тврдам дека таа комуникација што имавме тука, соработка, професионалност и дружба не може да се спореди со тоа што беше таму во Словенија и тука. Така да тоа мислам дека тоа е моето искуство. Би сакала да кажам дека учествувавме на електријади, бевме дел од Мако Сигре. Мако Сигре здружение, за колегите кои што здружение кои што ја привлекува енергетската заедница и индустријата. И ден денес членувам во тоа здружение и сум дел од истото. FET не ми помогна само во работењето, туку ми помогна во начинот на размислување во секоја сфера од животот. Тоа критично учење што те учи FET ти дава можност да се насочиш во било каква индустрија и било какво работење. Например, јас сега работам на проекти, енергетски проекти, меѓутоа освен техниката која што е главна основа за тие енергетски проекти, ја без проблем се снајдов во тоа финансиско буџетирање, планирање и сето тоа незнано FET ти го всадува тоа и ти дава можност да се снајдеш во многу сфери, не само во техниката и електротехниката. Би им препорачала нивните студенти дека нема да сгрешат ако се запишат на FET, бидејќи тоа критично размислување и логиката се неопходни за денешното живење, а FET дефинитивно те учи на тој начин на живот.
Наде ти благодарам, ти посакам успех во понатамошната кариера. А сега го поканувам колегата Арсим Ахмеди да ја сподели својата фейт приказна. Арсим, повели. Здраво на сите, ви благодарам за поканата и драго ми е да учествувам во оваа дискусија. Јас сум Арсим Ахмеди и дипломирав на фейт во 2017 година. Насока електроенергетика, автоматизација и обновливи извори, или ЕАОИ, како што викавме ние. Истата таа година, 2017, продолжив со магистерски студии во Универзитетот на Манчестер во Велика Британија. И кога бев при крај на магистерските студии, ми понудија да останам исто во Манчестер и да продолжам со докторски студии, каде што сум сега. И областа на која работам е енергетска електроника и нејзината апликација во обновливи извори и посебно со фокус енергија од ветер. Значи го продолжив тоа кај што бев во фейт. Зошто го одбрав фейт? Да бидам искрен, не бев многу сигурен кога требаше да го направам тој избор. Го сватив како предизвик, бидејќи беше познат и се уште е како еден од најтешките факултети и знаев дека сакам нешто со математика, технички науки, технологија и така се одлучи. После, во текот на студиите, се пронајдов себе си и во предметите што ги учевме, во лабораториските и во сите активности, и среќен бев и се уште сум со изборот што го направив. Студиите, периодот на студии беше интересен, динамичен, до различни искуства, дружења, пријателства, напорни колоквиумски недели и испитни сесии, но сметам дека целиот тој процес со сите елементи е клучен за која ќе стигнеме на крај да немаме само една диплома, туку да сме спремни за секој следен предизвик. За мене тој следен предизвик беше да продолжам со студии надвор, со мастер и PhD студии во Англија. За секој друг може бил различен. И можам да тврдам дека тоа искуство и знаење што го имав стекнато во фейт ми овозможи да бидам конкурентен и најмалку во исто ниво со сите други студенти кои доаѓа од престижни универзитети и од цел свет. Мислам дека освен квалитетот на настава во фейт, тука посебна улога имаше, како што кажа и другите колеги, активностите што ги направивме надвор од тоа, вклучувањето во процесот на настава како демонстратори, лабораториите и се тоа, и големата подршка од наставниот кадар. И една кратка порака што би кажа за идните студенти е да се упорни и да не ја изгубат самодовербата, особено во тој почеток на првата година, кога може би изгледа многу тешко, да знаат дека за сите треба да е тешко, пошто е електро, ама вреди, дека на крај е една добра инвестиција за нивната идеја. Тоа е тоа, фала. Арсим, ти благодарам, те посакам и тебе успех во твојата кариера. Сегашните примери од нашите почитувани бивши студенти, а сегашни колеги и колешки кои што се доста успешни, видовме дека во различни сфери го продолжуваат својот животен професионален пат. Па ја поканувам Викторија Димова да видиме нејзината приказна каква е. Фала ви, здраво на сите, јас сум Викторија. Завршив средно во Јахја Кемал во Струга и откако завршив се мислев помеѓу повеќе факултети и слично со останатите, математиката и физиката ми беа најаката страна и сакав да користам применета математика и физика во мојот живот. И затоа се одлучив на фейт, но сепак во глава си имав некоја идеја дека кога ќе завршам со студии, сакам да работам нешто поврзано со медицината. Во тој период имав желба да сум тој инженер што е во операциона сала за време на операции. И
не сум таму во моментов, ама сепак имам врска со медицината, зашто по завршување на електро се запишав на магистерски студии во Михен во областа на невроинженерството, што значи дека конкретно, мислам со тоа што јас работам, е да се изгледат некои апликации кои им помагаат на пациенти кои не можат да се движат воопшто. На електро бев запишана на смерот компјутерско, хардверско инженерство и електроника, зашто тој смер го видов најблиску до тоа што јас го посакував во тој момент кога завршив средно. И сум многу благодарна на себе си што ја направив таа одлука во тој момент, зашто мислам дека тоа е еден од најприменетите смерови, не само од електро, туку општо од сите факултети што постојат било каде, зашто кога ќе го завршите тој смер сте комплетен инженер што може да работи што сака, значи од почеток до крај на еден проект. И на смерот имавме многу блиска комуникација со професорите. Значи, навистина можам да кажам дека професорите ни беа како пријатели. И јас кога и да одам по Скопје, јас секогаш одам на електро за да се видам со професорите. Значи, тоа, мислам, со колегите секаде, на кои факултети да се запишете, ќе имате многу близок контакт, но со професорите нема да е секаде така. И еве можам јас да споредам моето искуство што го имав овдека во Михен и тоа што беше на електро и беше комплетно различно. И на оваа програма, на таа програма што завршив во Михен, пред да се запишам, некои постари студенти ми кажаа дека и тука има многу близок контакт со професорите, но тоа е навистина неспоредливо со тоа што го имавме на електро. И мислам дека е тоа нешто што го прави електро многу значајно. Од сегашна перспектива исто можам да кажам дека студирањето многу е значајно на електро, зашто е навистина применливо во многу различни полиња. Еве и Никола и Бојан зборуваа за примена во медицината, но тоа не е единственото поле каде што може да ги искористите вашите инженерски способности што ќе ги стекнете за време на студирањето. Туку има навистина многу полиња, дури еве и во банкарство пример, што може ќе помислите дека не е поврзано и таму може да си го најдете своето место. И на крај да дадам некоја порака за студентите, би рекла дека не треба да се стресувате, да завршите се на време, да ги положите сите колоквиуми и испити. Битно е да уживате за време на вашето студирање и не се битни оценките. Не треба да ви е цел да добиете 10, туку ви е цел да го научите тоа што се учи на предметот. И никогаш да не мислите на тоа зашто го учам ова, никогаш во живот нема да ми притреба, зашто не знаете кога ќе ви притреба, а и да не ви притреба, многу важно е тоа што го тренирате мозокот да размислува на различни начини. А тоа сигурно ќе ви се најде во животот во било кој аспект. Ти благодарам, Викторија, прекрасни пораки. Мене Штоксовата теорема многу ми помага за решавање на некои ситуации животни, и ова не е само шега. Понатаму продолжуваме со Дамјан Николич. Дамјан, повели. Се слушаме? Да. Добро вечер на сите. Јас сум Дамјан Николич. Дипломирав на електроенергетика, управување и менеджмент во септември 2020 година и моментално сум вработен во Energy Delivery Solutions, компанија која што се занимава со трговија со електрична енергија, во собственост на Public Power Corporation, која што е најголемото грчко електростопанство под контрола од грчката влада. Зашто го избрав баш Fate? Мојот одговор нема да го дадам сега, ќе им препорачам на идните студенти, бидејќи веќе го имам даден тој одговор, да ги погледнат официјалната страна на Fate и социјалните мрежи и да ги следат. Таму ќе дознаат зашто баш јас го избрав Fate. Другите прашања, како поминав на Fate во текот на студиите, јас сум задоволен од тоа што го изведов и не можам стварно да се пожалам.
студирањето на фейт колку помага во секојдневната работа, можам да кажам дека завршувањето на фейт сигурно ви помага да се појавите на мапата на пазарот на трудот и затоа тоа ви е од есенцијално значење. И би им порачал на идните студенти, мои главни сугестии се во време на криза, корона пандемија, се случуваат работите SpaceX и NASA, се лансираше ровер кој што 6 месеци патуваше и слета на Марс, се лансираат луѓе на Вселенската станица, се спрема Артемис мисија за на месечината. Мои главни сугестии се да си ги отворат хоризонтите, да сонуваат, да веруваат во тоа што го прават и да си ја пратат среќата. Благодарам, доколку имаат некои прашања, слободно можат да ми се обратат на мене во врска со факултетот. Дамјан, одлично, поентите се јасни и ќе допрат до идните наши колеги студенти, а паралелно за оние што се приклучија покасно, само една кратка информација, ова се отворените фейт денови, ден број 2, освен сериозниве работи, да ги кажам, како што се студиските програми, предавањата, студентските проекти, па и нашиве фейт приказни, паралелно со ова тече еден неофицијален дел, тоа е геймингот. Вчера се одржа турнир во шах онлайн, а моментално иде Counter-Strike, ако го изговори, сепак тоа игра поблиска до некои помлади генерации. Идејата е да имаме еден таков неофицијален дел и многу не е криво на сите од екипава што се тоа не се одвива во живо, од и подруга интеракцијата да го посетите факултетот, да ги погледате нашите простори, што се нуди, што се тера, меѓутоа што е тука и ние продолжуваме понатаму. Петар Илиевски, повели, твое подиумот. Здраво на сите, јас сум Петар и јас дипломирав на смерот компјутерски технологии и инженерства. Јас дипломирав јануари 2020 година, значи лани, и во моментот сум на магистерски студии на Техничкиот универзитет во Берлин, на смер Computer Science. И покрај, за жал, сега за време на коронава ги студирам магистерскиве и немав многу прилика да го видам факултетот, но успеав да се вработам на Институтот за дистрибуирани системи и на институтот сме исто така тројца дипломирани студенти на ФЕТ, од кои двајцата се на докторски студии и заедно работиме на детекција на аномалии кај кластер системи и заедно блиско соработуваме со Huawei. И ФЕТ мене уствари ме научи како да размислувам како инженер. И тоа многу ми помогна и во студиите, поготово и сега кога дојдов на магистерските студии. И уствари сите колеги што ги продолживме студиите некаде надвор од Македонија, мислам дека можам со сигурност да кажам дека сме едни од подобрите студенти на нашите смерови во споредба со целиот свет, бидејќи тоа што ФЕТ не учи како да всушност да учиме и како да размислуваме како инженери, многу всушност помага во понатамошното образување. И исто така ФЕТ во последните години од студирањето кога студирав на ФЕТ, имав можност да одам на пракса или да се вработам, така што барем за тоа не мора да се секирате. Голем број од студентите што се запишуваат на електро уште во 4-та година успеваат да најдат некаков вид на работа. И за другото да не се повторувам, бидејќи веќе моите колеги го споделија, затоа нема да должам. Ви посакувам да се запишете и да имате големи успеси. Петар, ти благодарам, одлично презентирано, кратко, јасно и концизно, како што впрочем не учи на некој начин и факултетов. Следен соговорник би сакал да поканам почитуваната колешка Татјана Чавдарова со нејзиниот ФЕТ приказна. Татјана, добро вечер.
Добро вечер, се слушаме? Да, повели. Јас сум Татјана, завршив, се запишав во 2009, завршив 2013 со додипломските студии на тогашниот информатика и компјутерски системи. Мислам дека сега е преименуван во компјутерски технологии и инженерство, предавден од професорката Марија Календар. А исто така продолжив и со магистерски студии исто така на ФЕИТ. Зашто и работев на наменски компјутерски системи на истиот одел. Моментално работам во EPFL и преминувам исто така на работа во Беркли во Америка. Моментално сум во премин помеѓу двете. Сум постдокторски научник на EPFL. Во текот на докторските студии исто така посетив неколку други факултети и компании. Например, работев во факултетот во еден истражувачки центар во Монтреал. Исто така работев и во истражувачки центар во Google. Набројувам не да се похвалам, туку да сакам да им напоменам на студентите дека ФЕИТ дефинитивно ви дава огромни можности, дека дефинитивно не ви представува никаков лимит и не треба мислите дека треба сте од некој познати светски, пошто наистина ФЕИТ е веќе добро познат факултет. На EPFL работам како истражувач и исто така, од она што зборам со колеги, вараат дека ќе бидат премногу отворени на EPFL доколку сте завршиле на ФЕИТ. Океј, да преминам на другите прашања. Зошто сум го одбрала ФЕИТ? Од секогаш ме интересира математиката и природно-научните предмети. Кога завршив, пред да завршам средно, имав среќа да го посетам ФЕИТ и да присуствувам на некои од часовите, бидејќи сестра ми студираше на ФЕИТ. И премногу бев возбудена и восхитена од наставата. И онака беше прејасно за мене дека таму е кај што сакам да отида. Како сум за време на студиите, програмата беше навистина возбудлива и интересна. Би го издвоила исто така настанот дека учествував на надпревар, на меѓународен надпревар на кој што освоивме прво место, каде што идејата беше дека треба да изградиме роботска рака која ќе игра за вештачка интелигенција. Играта се викаше Foreplay и идејата беше да се изгради алгоритми од вештачка интелигенција, за тоа што ќе се победи спротивникот. И мислам дека ваквите настани дефинитивно има голем ефект на мене да продолжам и со оваа насока. Моментално работам многу со машинско учење и вештачка интелигенција, каде што идејата е дека сакаме да дизајнираме алгоритми кои што учат од поточно множество. И мислам дека е презабавна и многу актуелна тема во моментов. Исто така, за време на магистерските, за време на моите додипломски студии, ми беше понудено да добиам стипендија од страна на факултетот, така да добив стипендија за магистерски студии и мислам дека тоа беше причината, иако немав директни планови дека сакам да продолжам со магистерски студии и понатака докторски и постдокторски. Мислам дека самиот факт што добив таква понуда ме натера да продолжам и да следам ова насока. За време на магистерските учествував во истражувачки проект и тоа ми возможи да сватам дека тоа е тоа што ме интересира, дека сакам да учествувам во прашања кои што не се одговорени и дека тоа е тоа што сакам да продолжам да се занимавам.
Значи, не сакам многу да должам, се согласувам со тоа што останатите колеги веќе го спомна. Значи, студирањето на ФЕЙТ ми помогна да размислувам логички и да научам како да пристапам на проблемите и како да критикувам и да размислувам дали одредени работи имаат смисла или не. И тоа е ептен фундаментално нешто што ви е потребно за истражувачка работа. Значи, постојат многу, да речеме, алгоритми и проблеми, каде што ако имате критичко размислување и може да постигнете многу успех, и тоа може да се примени на било какви апликација. Значи, ако го имате таквото критичко размислување, може да го искористите на сите можни апликации. На идните студенти посакувам значи, сите пореки од претходните студенти, исто така ќе додам да уживате во вашето учење, дека е многу забавно, и да се посветите на стекнување на темелно знаење, наместо значи, секогаш прашувате се зошто, како, за да сватите дали го разбирате материјалот или не. Фала ви многу. Татјана, ти благодарам. Да, точно има доста издруженија на факултетот кои што помага во текот на студирањето. Ја би напомнал неколку, тоа е студентската секција на IEEE, потоа BEST, студентскиот парламент, IAST, се организации во кои што може да се ги најдат своите слободни активности нашите студенти, а да не должам многу, следен наш соговорник е Иван Бошков. Иван, добро вечер, повели со твојата ФЕЙТ приказна. Здраво. Јас се запишав на ФЕЙТ 2014 година и дипломирав 2018 година. Одма после тоа тргнав да барам магистерски студии негде во странство, бидејќи планот секако ми беше да продолжам во истражувачко поле, колку што да останам на едно исто место и да се вработам одма. Иако на некој тоа може да е добра идеја. Се запишав на магистерски студии на Институтот Јожеф Стефан во Словенија и моментално сум при крај, треба само да одбранам тезата. За време на студиите во ФЕЙТ имаше доста интересни работи, освен мислам класично студирање и тие испити што ги имаме и тие домашни задачи. Имаше многу дружења и многу различни организирања, на пример, секако Бруцешка ФЕЙТ. Ако сте во СП ФЕЙТ, исто има и други, да речам, мотивацијски викенди, па исто така и Робомак како евент, еден голем евент каде што многу луѓе ствари се собираат, па има различни надпревари. Зошто се запишав на ФЕЙТ? Па кратко и јасно, едноставно знаев што сакам и се запишав на одделот на телекомуникации, бидејќи тоа беше нешто што ме привлекуваше. За понатаму немам некои, да речем, сериозни планови, освен тоа што секако сакам да продолжам со докторски студии. Моментално сум и како истражувач на Институтот на Јожеф Стефан и како вработен во фирма како DevOps инженер. И се надам тоа ќе продолжи во нешто поголемо понатаму. Други прашања не знам точно што да ви кажам, повеќето го покрија останатите колеги, единствено за младите, да речам. Некоја порака за младите, тоа е... Да, еве. Главно сакам да им кажам дека не треба да се стресираат толку многу со факултетот. Потребно е да се учи, потребно е да научите тоа што ви кажуваат таму, ама немојте да се лимитирате само на тоа што ви кажуваат од факултет. Многу е битно да развиете свој мајндсет, многу е битно да следите технологии што се случуваат, а и понатаму да размислувате за иднина, бидејќи брзо напредува технологијата, а како што сте на електрофакултет и како што сте нови генерации, тоа мислам страшно ќе напредува. И секако ќе треба да се држите до тие технологии. Мислам, тоа е се од мене.
Другото битно реално го кажа останатите, како последен, веројатно немам што да додадам. Ти благодарам, Иван. А направиме едно селфи сега? Ајде. Тоа беа нашите 10 фейт приказни, 2 видеа споделени. Што да се каже на крај, освен да си посакаме да од септември се напишат некои нови фейт приказни од некои нови студенти. Ние како фейт алумни сме тука да го поддржуваме факултетот, да поддржуваме приказната. Ви благодарам на сите што одвоивте од вашето време, што го споделивте вашето искуство. Моето име е Тони Манџуковски Манџук, јас сум дипломиран електроинженер, магистер. Еве лично само ќе кажам 2 работи, факултетот доста ми помогна. На успешно 24 години ја работи Златна бубамара, кој што сум позадинец коавтор на сценариото, исто така автор на неколку книги, меѓутоа тоа е друг муабет. Ве поканувам на неофицијалниот дел да ни се приклучите вечерва, тоа се игрите Counter-Strike. Ве поканувам утре на финалниот ден од отворените фейт денови, кај што ќе имате обраќање на деканот и на продеканот за настава и финалето на Counter-Strike. Ви посакувам убава вечер, чувајте се од ова зло и останете ми со добро и со арно. Довидување на сите, убав викенд.